Добро утро. Како за кој, ќе кажат членовите на нашата експедиција. Малку е тешко да си расположен кога удобниот и мек кревет ќе го замениш со тврдо и неудобно исушено речно корито. Но и тоа е дел од животот во природата, кампувањето. Од кога сите се разбудија и се освестија, се подготвивме и тргнуваме назад, кон местото Костоперска карпа, во пештерата што ја пронедавме претходниот ден. По пристигнувањето бевме поздравени од еден скаколец. Елена, нашиот фотограф, ја искористи шансата да го овековечи овој момент. Откривме дека пештерата има два влеза. Ние го одбравме поголемиот, така е полесно да ја внесеме опремата која носиме со нас. За да ви ја представиме пештерата во вистинско светло, за оваа експедиција понесовме агрегат, кој ќе ни помогне во осветлувањето на внатрешноста на пештерата. Откако се уверивме дека лилјаците од вчера не се дома, решивме да влеземе. Што значи неолит? Тоа значи дека од еден начин на живот, што значи постојан прогон и постојано движење на мали човечки заедници, во овој период, кој започнува за Македонија приближно околу 10.000, дури и повеќе години пред новата ера, луѓето решаваат да се стабилизираат и да застанат и да останат на едно место. Се разбира дека таа идеја е поттикната од големите геолошки промени кои се совпаѓаат со тој период. Приближно тоа е завршетокот на последната голема ледена епоха, кога мразовите се топат и нараснуваат океанските и морските површини за просечно 100 до 150 метри. Тоа е периодот на големиот потоп што е опишан и во Стариот Завет. Неолитскиот период е монотеистичко време во кое што владее Божицата мајка во две своји карактеристични кристализации. Едната е мајка родилка, а другата е мајка возобновувач на животот, односно мајка која ја зема душата на покојникот, ја реинкарнира, затоа луѓето сметајќи дека земјата како што го возобновува растението, така може и човека да го возобнови. Овде се наоѓаме во еден од најраните подземни храмови од периодот на младото камено време. Овој храм е буквално изделкан со еленски рок или други неолитски алатки во вулкански туф. Ги има сите карактеристики на предисториско за Македонија, историско, бидејќи постои и азбука и писмо тој период, светилиште, во кое што овде се наоѓа олтарот. Тука е искршена свечената трпеза, а во внатрешноста, во алвеоли кои се слични на стомакот на жената, овде на 1, 2, 3, 4, 5 места има мали ниши кои се во облик на стомак, каде што се положувале урни, односно керамички садови, во кои се ставале коските на починатиот со очекување дека ќе се возобноват по неизвестно време. Олтарот се користел за поставување на вотиви, најчесто тука стои мајката на слична мајка како што ја наоѓаме на наоѓалиштето Тумба Маџари, значи мајка која што ги нема карактеристиките, атрибутите, јаки гради, бутови, за да личи на мајка
од типот на мајка родителка, туку тоа е се стишано, така да таа е мајката на регенерацијата и смртта, таа стоела тука, потоа се принесувале разен вид дарови, нормално ритуалот течел во присуство на свето лице врач или зет, затоа што во тоа време владетелот и врачот е една личност, што во македонска традиција дури до ден денешен така стои во колективната свест на македонскиот народ. Најсериозната монографија за европскиот неолит, која е досега издадена, содржи список од артефактите од сите неолитски наоѓалишта во Европа, со мерење на нивната старост во 3 лаборатории. Во тој список најстариот елемент е артефакт пронајден на локалитетот Исар од Македонија, што покажува дека првата идеја за организиран живот потекнува од Македонија. Овде треба да се забележи како се направени ударите со еленскиот рог. Видите како е тоа удирано, за да може да го, да може да изделка стената, да ја оддели, туфот да го оддели, да ги джитне надвор тоа остатокот и да може ово да се гледа сегде, и овде. Сосема јасни траги на копање во туфот. Тука се вентуси, односно се вентилира. Воздухот може да струи и помагаат како надсветла, да може да биде. Гледате, тука е внимавано на одредена естетика, гледате дека се овде што е направено, и тоа е карактеристика на неолитот, е одливка на женско тело. Сакате садови, сакате куќи, сакате гробни места, се е тоа фактички како да сте направиле отисок, негатив на женско тело. Тоа е најдолготраен период во историјата на цивилизацијата, најдолготраено религиозно верување. Ниедна религија во светот не трае 7000 години како што трае неолитската. Натаму тоа е најстабилно владење, бидејќи во тоа време постои организиран систем. Во тоа време владетел е зетот, а владетелка е невестата. Оттаму во македонскиот јазик останале зетови и невести. И тоа го имаме на разни надписи, подпишани, барем едно 10 зета на разни места во македонскиот цивилизацијски круг се запишани со имиња. Ова е исклучителен наод. Ретко каде ќе најдете вакво едно подземно светилиште. Вадиме надвор поголем дел од техниката, затоа што решивме да се обидеме да ја провериме ефикасноста на воздушните отвори. За да го постигнеме тоа, треба да запалиме оган, затоа подобре нашата скапа опрема да биде надвор од пештерата. Забележува специфичноста на овој интериер со светлосниот амбиент кој се создава и воздушната влеча е на свое завидно ниво, затоа што забележувате дека чадот не останува во пештерата, туку оди надвор. За денес толку. Ја собираме нашата опрема и тргнуваме кон нашата следна дестинација, Вујевската карпа, но за тоа во следната епизода.